Проектот на Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка Достоинствена старост, кој започна во 2008 година, финансиран од Германскиот Црвен крст и Црвениот крст на Баден-Витенберг, Германија, во кој беше опфатена грижа за стари и изнемоштени лица, вкупно 10 корисници од Милутинци, село Гиновце и од село Петралица, се покажа како продуктивен. Па во продолжение, под капа на Црвениот крст на Република Македонија, беше именуван како активна и креативна старост, со проширен диапазон на дејствување. Овој проект се организира во соработка со клубот на пензионери од Крива Паланка, заедно со волонтери на Општинскиот Црвен крст и медицинските лица инволвирани во сето ова, а од истиот имаат благодат 30 корисници. Златен канал ја следи оваа проектна активност на Црвениот крст, благодарение на која старите и изнемоштени лица кои се сами или пак имаат потреба од нега и грижа, на кои им е потребно дополнително внимание и помош, истата ја добиваат од волонтерите и медицинските лица вклучени во проектот. Медицинските лица инволвирани во проектот се задолжени за проверка на крвниот притисок, вршење основен преглед и достава на лекови на корисниците. Волонтерите пак ги обавуваат сите активности во домот, им помагаат во хигиенскиот дел, им купуваат намирници, а понекогаш им приготвуваат и храна. Се во прилог на олеснување на ионака тешката старост, која ги ослабнува сите физички и основни животни функции на лицата корисници. Полесен дел од реализацијата на активностите е посетата на лица кои се наоѓаат во централното градско подрачје на Крива Паланка, но кога се во прашање некои од корисниците кои се наоѓаат во руралните средини, а уште повеќе оние кои се на поголема оддалеченост од пристапните транспортни патишта, а повеќето од нив живеат во таквите места, дури тогаш започнуваат патешествијата. Златен канал заедно со Општинскиот Црвен крст, волонтерите и екипа новинари од градот тргна на едно поинакво патување. Посета на баба Милица од село Петралица, Ќурчиино Мало. Баба Милица е родена на 14 февруари 1934 година. Па веднаш по незиниот роден ден тргнавме да ја посетиме, да ја израдуваме, да внесеме малку светлина и топлина во незиниот живот на самотник. Од градот дотаму патувавме половина час, а потем пеш го газевме снегот по тесната врвулица низ столетната дабова шума, низ пределот бел снежен цел. Потем по 2 километри пешачење низ белината ја здогледавме куќичката трошна на баба Милица. А таа, штом здогледа луѓе во близина, од милина и жал се расплака и со солзи не дочека. Ја оттргнавме завесата на прозорецот, сноп светлина да продре во мрачната соба. Баба Милица вџашена, облејана со измешани чувства, дека луѓе во домот во своја близина гледа по речиси 50 дни, не можеше да ги сокрие солзите жалосни или пак радосни. Екипата веднаш стапи во акција. Волонтерите ги доставија лековите, оти таа болна, а сама, не можејќи по снегот да отиде на лекар, чекаше и оставена на милоста и добрината на овие луѓе, нема друг начин да добие лекови, а има висок крвен притисок, срцето ѝ е слабо. Откако се контролираше притисокот, баба Милица се израдува со намирниците кои ги донесоа, со средствата за хигиена, со насмевката и топлиот збор. Оддалечена на 2 до 3 километри од најблиските соседи, кои понекогаш доаѓаат и помагаат и носат вода, зашто замрзнала и онаа мизерна чешмичка во дворот од која точела вода, баба Милица е препуштена сама на себе. Во дните кои бавно минуваат, во дните во кои верен пријател е само телевизорот, често единствен звук на битија виртуелни кои ги слуша со денови или недели. Зашто незините деца, породот, многуте деца не ја посетуваат често. Синот кој е најблиску до неа со своето семејство, сиромашно живее во Кумановскиот крај, та од есента, откако и снабдиле дрвја за огрев, не ја посетиле. Представникот од Црвениот крст, кој редовно и вон проектот ја посетува бабичката, Трајко Ивановски, говори за баба Милица, а таа, не криејќи ги чувствата, лее солзи. Баба Милица е дел од посетите на Црвен крст од општина Крива Паланка, која стално го посетуваме месечно по еднашка 2 пати. Прашуваме ако треба за храна, за лекови носимо, што нема, она ни кажуе, така да доносимо понекад, посетуваме го, кад што имамо да донесемо. Она е од проект на стари изнемоштени лица, активни, креативни, старостни лица, кои ги посетуваме. За намирници што треба, она е самена овдека, помагат во комшије и ние ја доодим
у месецот, 2 месеца поднешка назртям го ја дека што треба. Видим што треба, пријавljам у Црвен крст, тако да се донесе нешто од Црвен крст и такви. Ситни поправки околу дом, например, ако е покварена вода некој пут, околу струја, некои такви работи, вршимо, доди Даре од Паланка и он со мене помагамо овдека, поправljamo такви работи нешто. Она е како од Петрлица, како најзагрозените жители од село Петрлица, сама живее. Комшија има на километар и пол од њума. Од џаде е оддалечена неде околу 4 километра. Пут нема, ако треба да отиде до лекар, нема се што да отиде, помагат по тука комшија, некои така да е критично е работа, мислим, осамена е. Дека легам на козу воду греа, маленка и она од Скопје иде, она ми то носи и она вода. По 2 кила ми донесе водица. Лекови комшија, она и Скопје. Докторот вика млеко, ми ја го ран. Вика млекче да има с лековите, силни лековите, јаки лековите. Деца са ти деца по Куманово? Една у Куманово и една у Скопје. Они откад не се дошли да те видат? Се нас като... Какво дрва бра и не се доди? Он знае бата. Да. Kad se zamrači, stralite je sama? Па страляме, што ќе чиниш? Затвор се, ја слънце грее и затвор се. Не може ни лев да си место, ни ништо. Лани дечино, детиште додеше да ми помагаше, а оно сак бега на. Може ли ни да се перо, ни лев да си место. Па донесе ми елитко базичко меци, ништа, купив шикер, каве. Дојде люди по каве, направо сак не може да направи. И покрај тешката преживувачка, таа осудена на самотија не се грижи само за себе, ами чува и една коза за да има млеко, но и за друштво, да има што да ја одржува во континуитет човековата потреба за опстанок и преживување, покрај се и над се. Радосна за намирниците кои ги доби, таа брзо ги складираше во соседната одеја од трошната куќерка и сепак, покрај сета мака, успеа да биде ведра, бар за миг. Намерниците, како што дојдоа, мораа брзо и да заминат, да поитаат снегот кој продолжи да паѓа, да не ги спречи да заминат. Не отпрати баба Милица до дворот, отпоздрави со раката, ги раздвижи старечките брчки на лицето, кои се брануваа низ браздите маки кои се напластиле на него, низ снежните балерини кои продолжија да танцуваат. Бабичката ја затвори дрвената врата, го стави резето за своја безбедност, а ние заминавме. Немо, не говорејки, оставивме само идилата на планината, на Бога добрината да бидат милозливи, да не бидат штедри, да навестат во раната пролет сонце и во душата и во очите на баба Милица. Општинскиот Црвен крст од Крива Паланка ни долови уште една поинаква сторија, која единствено што може е да не подзамисли, да не запре за миг, да не натера да се запрашаме која е вистинската смисла на живеењето, над блиските бдењето и над сите хумани вредности дењето.